Во изминатите епизоди ви зборував дека уставот е непроменлив факт. Денес ќе ви зборувам за уште еден непроменлив факт. Соседите или народски наречени комшии. Тоа се тие, фамилијата и комшиите кои што ни се дадени од детството, па поради тоа по дома може да се спокараме, ама да се караме со комшиите, тоа и не било. Затоа фино, културно ќе си прашаме на само прашаја тие, ќе не однесат на вистинските места да добиеме одговори за комшиските прашања. Абе, као се кочи со бај? Помош! И за вака проста работа како возење тротинет ми треба прирачник. А камоли за нешто покомплицирано како што се соседските прави обврски. Ама, затоа постои прирачник за управување со колективни стамбени згради кој што го изготвија Хабитат и Хабидом. Па затоа, најпаметно е од нив да го слушнеме одговорот на прашањето. Дали управителот смее да ги менува цените на услугите кон трети лица? Да одиме. Ниту управителот, ниту мнозинството на станари само иницијативно не може да ја зголема цената за хигиена или било што значи мора да постои меѓусебна согласност. Мора и управителот и мнозинството на станари да се придржуваат на договорот за управувачки услуги, договорот за заемни односи. Тоа значи, еднаш утврдените и однапред изгласани од мнозинството на станари трошоци за одржување на заедничките простори не смее да се променат, без при тоа уште еднаш да се гласа за тоа. Не знам за вас, колеги, ама јас тука гласам да се одјавиме. Кој е за, нека крене рака или нека крене камера. И тоа ќе се брои. Како што гледате, нашето соседско заседание изгласа тука да завршиме. До следната епизода, придржувајте се до прирачниците и да одговорите на самопрашај.мк. Чао!